Имајте убав и среќен ден, драги мои гледачи. Голем поздрав од комплексот Етно село Тимчевски, заедно со целата екипа на Вкусот на традицијата, персоналот, и одиме во нови реализации на рецепт на денот. Ви благодарам на сите вас што испраќате толку многу фотографии. Значи, не можам да ја започнам емисијата доколку претходно не ви се заблагодарам. Оти тоа на вистина е воодушевувачки да примате секојдневно такви фотографии. Јас се радувам, верувајте, повеќе и од вас, кога ќе ги видам колку убаво сте ги фотографирале, колку убаво сте ги направиле, а ние тие ги објавуваме и ги споделуваме заедно со сите фанови на Facebook на Вкусот на традицијата. За денешната емисија ќе ви направам еден многу убав појадок или вечера, брз појадок со спанак или брза вечера со спанак. Ова посебно го наменувам на сите оние што сакаат здрава храна, а всушност не сакат да се дебелеат, нели, го одбегнуваат брашното, па многу други калорични работи и така натаму. Овој појадок или вечера на вистина ќе ве воодушеви и честопати ќе си го правите. Толку лесно и толку брзо се приготвува, само да си купите 1 килограм спанак. Знаете колку чуда и кои витамини и минерали ги содржи спанакот. 1 килограм претходно добро измиен, исчистен и оставен спанакот само на листови. Значи, целата оваа тава, ќе ви треба и една стаклена тава или земјена тава, ќе биде полна со спанак. Но нема да има ниту брашно, нема да има други работи, сем ова што сега ќе ви го кажам. 1 килограм спанак, 8 јајца, 100 грама сирење, 100 грама кашкавал, 1 до 2 супени лажици, може и 3 супени лажици кисело млеко, 100 мл масло, малку буковец, малку сосем половина кафена лажица мешан сув зеленчук, малку бибер, малку сол и многу малку црвен пипер, кој што ќе го ставиме во моментот додека ни се пржи спанакот. За ова ќе ми биде потребно едно тенџере, ќе ставам малку масло, значи ќе ставам половина од маслото во моментот додека го пржам спанакот, а потоа ќе ставам малку во јајцата. Го ставам на загреана рингла и сега почнувам да го редам спанакот во тавата. Ето така. И ќе го мешам постојано. Тој ќе пушти сега вода, ќе омекне. И му ставам тука и малку сол, многу малку сол, за да ја испушти спанакот својата вода. Не смеам повеќе, затоа што и во јајцата ќе додадам. Спанакот е инаку толку лековит, покрај тоа што содржи многу витамин А, Б, С, минерали, железо содржи, значи е препорачлив за луѓето кои што имаат проблем со железото, да го регулираат железото, но исто така па и луѓето кои што имаат повисок коефициент на железо треба да внимаваат да не јадат спанак. И навистина има многу малку калории и се користи и би било убаво да се користи во секојдневната исхрана, покрај тоа што правиме чорби, манџи, пити, тави со спанак. Еви еден ваков прекрасен појадок или вечера, брз појадок и вечера со спанак. Еве веќе го снема во тенџерето. Ќе му додадам тука малку мешан сув зеленчук.
И веќе како мешате, така и со лажицата ќе притискате и спанаќот веќе, што би се рекло, се распарталува. А они ќе се пече. Така, ќе му додадам сега и малку биберче. И кога ќе испари водата од спанаќот, кога ќе остане само на масло, тогаш ќе му додадам и црвен пипер, малку да се жижне црвениот пипер. Малку буковец, така. Еве, преполно беше тенџерето, гледате колку содржи вода спанаќот. Ако сте љубители на зачинот сув лук, сув кромит, можете да ставите токму во тавата со спанаќа. Еве, веќе испарува, сега ќе го додадам црвениот пипер. Малку само, рековме, едно кафено лажиче, толку. Колку да го вцрви. Сега ќе му додадам уште малку масленице. Така. Ете, тоа е тоа. Сега токму почна да мириса. Да, почна да мириса на пржено црвено пиперче. Убавини. Доволно. Сега ќе го исклучам. Еве, веќе излегува маслото, водата веќе ја снемува. Убавини. А морам да земам една крпа. Така. Ова ќе биде лапни, голтни. Сега ќе го распредалам убаво. Така. Ќе го ставам сега тука. Ќе го изрендам прво сирењето. Многу го сакам спанаќот и тоа сакам секога гледа многу на спанаќ. Не само она, знаете, трчи па најди спанаќ, туку баш да го има, баш да го има. Ете така, ова сиренцето овчо убаво како кајмаче. И сега ќе го нарендам и кашкавалот. Редната нека биде загреана на 180 степени. Еве и ова е веќе готово. Така, сега ќе го ставам и кашкавалот. Буквално се да влезе и даската да ја очистите. Ајде така. И сега останува да ги изматам јајцата.
со малку сол, со малку кисело млеко и масло. А знаете дека јас го чувам така исчистен спанакот, измиен, исчистен и во замрзнувач. Така да голема количина ќе купам, ќе го мијам, чистам и ќе го селектирам во кесички и така да во секој момент имам спанак и можам да го направам овој специјалитет. Не става многу сол заради тоа што сирењето и кашкавалот се солени. Ќе ги изматам јајцата. Ќе го додадам киселото млеко. Еве готово и сега ќе го ставам ова, ќе го прелијам спанакот, сирењето, кашкавалот. Така. Ќе земам лажица и ќе притискам надоле за да влезе јајцето и киселото млеко секаде. Само се разбира да не го растуриме редењето. Готово. Ќе го ставиме да се пече на загреана рерна 220 степени. Откако ќе почне да фаќа кора, ќе намалиме на 150 и ќе го ставиме на тивко 20 на минути и ќе биде готово за послужување. Ох, леле, само да знаете ова убавина како е. Ми рпка под лажицата, а се уште пушта меури. Ох. Значи ова оди од рерната веднаш на трпезата. Ова убавина. И башка можете да си јадете колку сакате. Кој не би сакал ова да го јаде? Кој не би сакал? Еве, погледнете. Погледнете како тоа добро изгледа. Видете. Убавина. Не можам да одолеам. Па крајчињата, како убаво си испекле рпкат. Ова е нешто фантазија. Еви како што ви реков, од јајцето толку е меко како локумче, пифтиесто така. Па убав овој спанак. Во целата ова комбинација. Ова да ви кажам, седнување, вадење од рерната, на трпезата и јадење. И ова нема застанување. Уживајте во овој вкус. Ние ова го правиме само за вас, а вие ни ги испраќате фотографиите за нас и постојано сме заедно. Нешто што најповеќе ми го топли срцето. Драги мои, го прашале некој постар, мудрец човек со огромно животно искуство. Кажете ни, господине, како изгледа една совршена дама, убава, паметна, интелигентна, совршена, како она изгледа?
Млад господине, таа не изгледа, таа се однесува. Затоа внимавајте во вашиот избор за партнерот, сопруга, девојка покрај вас. Нешто што ќе се однесува добро. Довидување до следната емисија Вкусот на традицијата.